Една вест се уште делува збунувачки. Македонија би требала да добие околу 4 милиарди евра за затворање на рек Битола и енергетските замени на овој најголем енергетски систем. Зелена енергија станува најважната инвестиција во земјите во развој. Газ, фотоволтаици, хидропотенцијали. Тоа се главните столбови на енергетската стратегија на државата. Денове е актуелна хидроцентралата Чепрен. Од времето на Хидро Козјак во Македонија нема капитална инвестиција во овој сектор. Професор Атанаско Туневски, екс-директор на МЕПСО, сега член на регулаторна комисија, е гостин во ова издание на Трилинг. Господин Туневски, повеќе од 2 децении се зборува и се планира Чебрен. Грците ќе го градат Чебрен. Донесена одлука според која овој проект би се градил меѓу 7 и 10 години. Вие сте еден од оние експерти кои смета дека Чебрен треба да биде македонско производство. Дали тоа е од патриотска гледна точка или пак се сомневате во капацитетот на грците дека може да го реализираат овој стратешки проект? За нас е јасно најдобро да Чебрен биде македонски објект на крај. Со тоа ќе се подигне енергетската независност на оваа држава. Таа енергија од Чебрен ќе биде македонска енергија, односно македонска струја. Со водите на Црна река ќе управува македонска компанија. И во секој случај лесен е доказот дека подобро за сите нас, подобро за државата Македонија, Чебрен да биде 100% македонски, да речем, објект. Дали е тоа можно? Можно е, и тоа лесно е докажливо дека е можно. Оваа држава има буџет од 5,5 милиарди евра. Ние ќе го градиме Чебрен, вие велите 7 години, но очекувам да биде 10 или 12, затоа што ние Козјак го градевме 10, а Козјак е полесен за градба објектот од Чебрен. Значи со 10 до 12 години време траење на градба на Чебрен, ние можеме како држава да издвојуваме по 70 на милиони евра годишно и за околу 800 милиони евра да го изградиме Чебрен и на тој начин оваа држава ќе го има Чебрен во своја собственост. На тој начин сигурно ќе биде подобро од што било кому од странство да го дадеме тој објект. Дали е ова бизнес на векот или штета на векот, имајќи во предвид дека со влезот на грците во Чебрен, всушност грците би ни ја отстапиле струјата по берзанска цена, а не како свој производ. Цената што сега ХЕЦ Тиквеш ја дава, ХЕЦ Тиквеш ќе влезе во таа нова компанија што ќе се формира со грците, и струјата што Чебрен ќе ја дава, и двете се планира да бидат на берзански цени. Тие берзански цени во моментов се 5 пати поголеми од цените по кои таа струја сега се пласира на нашиот пазар. Тоа автоматски значи дека ние како народ, таа струја од ХЕЦ Чебрен и од ХЕЦ Тиквеш, кумулативно ќе ја плаќаме 5 пати повеќе од што ја плаќаме денес. Тоа се сериозни суми, значи не се работи за мали износи. Различни берзански цени ќе дадат различни резултати, но се работи за отприлика само за ХЕЦ Тиквеш околу 2 милиарди евра. 2, нешто милиарди евра. Зошто? Затоа што 150 гигават часа дава ХЕЦ Тиквеш по берзански цени што владееа лани, не знаеме какви ќе бидат во иднина, но владееа лани. Таа енергија помножена по берзанска цена и помножена по 60 годишна концесија ќе даде 2,4 милиарди евра. Господине Туневски, зошто се избрза да се даде Чебрен на грчки инвеститори, иако имаше и втора понуда од германците која беше далеку пополна? Пред 10 години, не знам точно, но отприлика пред 10 години, ние како држава добивме понуда од германците да го дадеме ХЕЦ Тиквеш и сето тоа што сега се планира да се даде на грците да се направи со германците. И тогаш германците нудеа да дадат 48% удел на државата во таа нова компанија. Тогашната структура раководна во ЕСМ и во државата веројатно оцени дека тие 48% се недоволни и не го потпиша договорот. Сега се вели дека овие 33% се доволни и дека се компензација адекватна на она што државата ќе го вложи. А велам ќе вложи 4 крупни работи, ХЕЦ Тиквеш со годишно производство по берзански цени
на струја околу 40 милиони евра, пристапни патишта, 400 киловолтна трафостаница и експроприација на земјата. Малку е чудно да 33% денеска се прифатливи, а 48% пред 10 години беа неприфатливи. Дали е консултирана правната и експертска генерално јавност околу овој проект? Според моите сознанија, УКИМ како водечка академска заедница, водечка високообразована институција во држава не е воопшто консултиран. Значи, ние немаме став ниту на УКИМ како институција, зборувам јасно за Универзитетот Кирил и Методи, ниту пак поединци од УКИМ се вклучени во процесот и ова е направено без поддршка и без знаење на УКИМ како институција. Ние наназад 5-60 години го градиме УКИМ точно во овие моменти, во вакви деликатни моменти да даде свој придонес. Нас не ни треба универзитет само заради универзитет, нас ни треба универзитет кој што ќе помогне во овие пресудни моменти. Значи би било добро владата да го праша УКИМ и да добие официјален став на УКИМ како институција што мисли за овој проект. Јас не велам дека УКИМ ќе мисли дека не треба да се гради или не треба да се даде на странски партнер, не пријудицирам што ќе каже УКИМ, но треба УКИМ да се консултира. Тоа е моје согледување. Дали постои политичка поделба преку давање на стратешките објекти, поточно да бидам поконкретен, автопатиштата им ги даваме и ги контролираат ДУИ, а енергетиката СДСМ? Не би сакал да навлегувам во тие политички поделби. Јас само ќе речам дека како што оваа држава имаше 1,5 милиарди евра да даде за патишта, значи зема кредит кој што ќе треба да го враќа, а тој кредит изнесува 1,5 милиарди евра, ќе беше подобро да тие 1,5 милиарди евра ги вложи во изградба на Чебрен, кој што чини велат милиарда, но мислам дека може и за помали пари да се направи. Како државата успеа да обезбеди финансиски средства за изградба на коридорите 8 и 10Д со американско-турската корпорација Бехтел и Енка, а нема средства за изградба на Чебрен? Тоа е многу чудно. Ме разбирате, тоа исто како да на некој инвеститор што во патишта му ја дадете делницата Скопје Тетово Гостивар и врз база на тоа што ќе го приходува од Тетово Гостивар да го гради коридор 8 и коридор 10. Овде се дава ХЕЦ Тиквеш и кажав што уште друго се дава на тој што ќе го гради ХЕЦ Чебрен. Енергетски објект е секогаш полесно се добие кредит, тоа што кредит за патишта. Значи ваму каде што е полесно се добие кредит, не одиме со кредит, а ваму каде што е потешко да се добие кредит, каде што патиштата не е сигурно дека се рентабилни, одиме со кредит. Значи оваа држава најдобар доказ дека има пари за Чебрен е што ги гради патиштата. Како што има пари да се градат патиштата, сигурно велам има пари да се изгради Чебрен и да биде наш. Па ние да раководиме и со струјата, и со водните ресурси во сливот на реката Црна река. Има уште една контравеза, ова е сериозен тест за јавно-приватно партнерство, но правниците велат дека тоа може да се склучи само за 30 години, а концесијата за Чебрен е двојно подолга. Како ќе се премости ово ограничување? Има колизија во Законот за води, вели може концесија за вода ако се гради хидроелектрична централа на 60 години. Значи се дава концесија на вода на 60 години ако се работи за хидроелектрична централа. Од друга страна, по Законот за јавно природно партнерство и во Законот за концесии, се вели не можете вие фирма да формирате на подолго од 35 години. Едното со другото е во колизија. Како тоа ќе го решат правно, не ми е јасно. Значи јас во моментов не знам какво е решението. Одговорните лица може би го имаат решението, но треба прво тоа да се реши за било што понатаму да се прави. Значи треба ЕСМ да направи компанија со грчкиот партнер, која што ќе биде на подолг рок од што законот дозволува. Два големи стратешки проекти ги најави владата. Едниот е изградбата на автопатиштата коридорот 8 и 10Д, другиот голем проект е овој Чебрен и уште од самиот старт со низа контроверзии. Видете, Чебрен сега владините представници го фалат, ама вака замислен Чебрен не е наш, не е македонски и не е тоа добро. Чебрен треба да биде наш македонски на крај. Значи, они велат, ќе дојде грчкиот партнер и после 60 години ќе ни го врати во наше владение. Па после 60 години тој Чебрен ќе биде амортизиран. Разбирате, значи 60 години е предолг период. Чебрен се фали, но тој треба да биде наш па да се фали. Разбирате, значи проектот треба да биде македонски проект,
Па ајде сега да ги видиме бенефитите од тој проект. Не да се фали нечи туѓ проект, да се вели Чебрен ќе обезбеди енергетска независност на Македонија и слично. Како може Чебрен да обезбеди енергетска независност на Македонија ако Чебрен не е македонски? Значи, ако е Чебрен грчки, сеедно чист, трански, тогаш Чебрен не ја помага енергетската независност на Македонија, туку напротив, ја одмага. Зошто ја одмага? Па затоа што ние го имаме ХЕЦ Тиквеш кој што во моментов е македонски и го ставаме во таа нова компанија која што не е македонска. Велат тие дека 33% ќе биде македонска, но јас се плашам дека тие 33% македонска ќе се намалат во пракса на многу помалку од 33%, затоа што ние немаме 33% од струјата на ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Тиквеш заедно, туку имаме 33% од ќарот што тие хидроцентрали ќе го прават. Во пракса тој ќар може да се направи, да се минимизира, да се направат трошоци што се така големи да тие 33% не бидат 33, туку бидат многу помалку, 20 или 19 или 22. Дали во последен период во државата се шири економски национализам, страф од слободниот капитал, пазар, се добива впечаток дека во последно време во јавноста се форсира самодоволност, а тоа е непазарна економија, па имаме не за Иловица, не за Чебрен, не за македонска почва, за странските фотоволтаици. Зошто имаме предрасуди кон странските инвеститори или кон влез на странски капитал? Оваа држава до 1990 па и потоа со градбата на ХЕЦ Козјак и на ХЕЦ Света Петка покажа дека изградба на еден енергетски објект воопшто не мора да се направи со стратешки странски партнер. Значи стратешки странски инвеститор на оваа држава не и требаше никогаш досега. Меѓутоа, факт е, господине Туневски, дека 3 децени ние зборуваме за Чебрен па и за Галишта? Па ние зборуваме 3 децени за Чебрен и Галиште, затоа што тие 3 децени ги потрошивме на тендерски документации на 14 јавни повици врз база на погрешна документација. Значи не седнавме да направиме како народ, како држава, издржана тендерска документација врз база на која ние самите ќе го изградиме. Сето ова се базира на грчки проект кој што е 30 години стар со застарени податоци и заради тоа пропаѓа 13 тендери. Сега 14-тиот е добар, ама прашање колку е добар за државата, мислам дека е пред се добар за странскиот партнер, не е добар за државата. Австриците влегоа во ЕВН, грците ќе влезат во Чебрен, дали ние ги распродаваме нашите стратешки капацитети? Јас на за 20-25 години зборувам дека сите енергетски капацитети во оваа држава мора да останат државни. За жал, дистрибуцијата 2006 година се продаде на австрискиот инвеститор и ние гледаме, барем по мои сознанија и по мои видувања, дека од таа продажба нема бенефит Македонија, туку има бенефит странскиот инвеститор. Се плашам дека и овде, ако влезе грчкиот партнер, бенефит нема да видиме ние, туку ќе види грчкиот партнер. Дали зад ваквите договори се кријат и можност за корупцијски сомнежи? Јас немам сознанија. Навистина немам сознанија, но јас цело време се обидувам фактите кои што се во прилог на изградбата на Чебрен од со македонски пари, да тие бенефити, да тие аргументи ги пласирам во јавноста. Секој оној кој што вели не можеме ние, туку може само со странски партнер, треба да го докаже тоа. Како тоа Македонија од странскиот партнер ќе биде позадоволна од самата истата таа Македонија ако сама го изгради. Ме разбирате, никогаш не е добро да некој вас ве раководи, секогаш е добро да вие бидете газда. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас на поканата.